Новоизбраниот председател на Сдруженијето на инвалидите на трудот и корисници на инвалидска пензија од Кочани, Методи Салтиров, денеска достави известување до нашата телевизија преку кое ја извести јавноста за бранувањата помеѓу старото и новото раководство околу нивната легитимност, односно нелегитимност. Во него, меѓу другото, се укажува на регуларната постапка со која е разрешен претходниот и е избран новиот председател. Ние легално извршивме консултативна седница и избравме председателство и раководство, мислам, со членови. Делегирани членови, делегати имаше 31. И изборите беа наши на делегатски систем, што кај ни до сега не е било никогаш случај. Ние имаме негде околу 12 местни организации или ограници, каде се офатени сите три општини: Кочани, Зрновци и Чишиново Блешево. Салтиров вели дека новото раководство добило закани за судска постапка против нив, но истовремено и тој најавува дека по судски пат ќе барат да му бидат предадени печатите и другите документи кои ги поседува Сдруженијето. Ние сега по службен пат побаравме, имаме представник кој не представува таму, побаравме тие не одговорија на тоа и чекаме да видиме исход, иначе ќе одиме судски да го решаваме тоа. Ако не сакат да ги дадат, предадат. Они како резултат на тоа, па мен ме исклучуват од Сдруженијето, што е апсолутно незаконски. Имат они таму паста, знаат секако што е, ама ете така и претат на мене и на соработници со мене дека може и на суд ке не дадат и така натаму. Според Салтиров, старото раководство, кое е начело на Сдруженијето повеќе од 1,5 деценија, лани незаконски си го продолжило мандатот за цела година, што според него било доказ дека се нелегитимни. Инаку во ова Сдружение на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија неофицијално се евидентирани околу 1000 членови.